На изборите во април, Источниот регион веројатно ќе добие помеѓу 9 и 11 пратеници. Вели анализата врз база на предложените кандидати и досегашните изборни резултати, кои во следните 3 изборни парламентарни циклуси изгледаа вака. 2011 година ВМРО ДПМН е 12, Социјалдемократскиот сојуз 8. 2014 ВМРО ДПМН е 13, СДСМ 7. 2016 ВМРО ДПМН е 11, СДСМ 9 пратеници. Овие резултати покажуваат дека добри 10 години газда на овој терен е ВМРО ДПМН. Но газдинството Социјалдемократскиот сојуз никогаш не му го призна поради многу причини, што е причина овие победи да имаат статус на контроверзни. Сега на својата листа ВМРО ДПМН ќе реши за 5 кандидати од Источниот регион кои се позиционирани до 10-тото место, додека СДСМ довербата до истата позиција ја даде на 4. Без оглед во чија полза ќе бидат изборите, Источниот регион веројатно ќе добие помеѓу 9 и 11 пратеници, што е помалку отколку сега. Причина за ова е промената на партиската стратегија која на листите на двете партии вметна кандидати од други изборни единици. Лица кои на гласачите во Источниот регион и изборната тројка воопшто или малку им се познати. Не ги знам, чуѓе, ама во изгледа. Не ме интересува. Не интересува уопште. Не ги знаеме. Ги кандидатите за пратеници што се најдеа на листите? Не. Не ги познавате? Не. Ако не ги познаваат, тогаш најмалку половина од гласањето повторно ќе биде на слепо, што за некои повторно е ловење во матно. Че гласува на слепо? Да, на слепо ќе го. Тамо ќе одлучим за кој ќе гласам. Без оглед на ова, партиите својот став повторно ќе го туркаат се додека победуваат многу битници се граѓаните. На нив многу полесно им е за сите проблеми и сугестии да комуницираат со познати, отколку непознати и за нив тешко пристапни личности.